Второ послание на апостол Петар, 2 глава. А во народот имаше и лажни пророци, како што и меѓу вас ќе има лажни учители, кои ќе внесат погубни ереси и откако се одречат од Господ, кој ги откупил, ќе навлечат врз себе си брза погибел. И мнозина ќе појдат по нивните нечистотии, и поради нив патот на вистината ќе биде похулен. И побудувајќи ве од користолюбивост, ќе ве привлекуваат со ласкави зборови. Но нивното судување е одамна готово и нивната погибел не дреме. Зашто Бог, кога не ги поштеди ангелите што сгрешија, туку ги фрли во пеколот со вериги на мракот, ги предаде да бидат држани до судот. И кога не го поштеди првиот свет, туку кога нанесе потоп врз безбожниот свет, го запази само 8-членото семејство на Ное, проповедникот на правдата. И градовите Содом и Гомор ги осуди на разурнување и ги претвори во пепел, оставајќи ги како пример на идните безбожници. А го избави праведниот Лот, кого го осрамотија беззакониците со нечистиот живот. Зашто, кога живееше праведникот меѓу нив, гледајќи ги, слушајќи ги беззаконските дела, тој секојдневно измачуваше својата праведна душа. Значи, Господ знае како да ги збавува побожните од искушение, а неправедните да ги држи во маки за судниот ден. А најмногу оние што се управуваат според телото во неговите гнасни похоти, кои ја презират власта, дрски се, горди и не се плашат да хулат на власта. Но дури и ни ангелите, кои се поснажни и посилни од нив, не изговараат за нив хула пред Господ. А тие, како неразумни животни, созданија по инстинкт се фаќаат и се уништуваат, хулејќи го она што не го разбираат, по својата погибел ќе загинат, добивајќи казна за вршење неправда. Тие секојдневниот живот во раскош го сметаат за уживање, тие се срами грев, насладувајќи се со своите измами, додека јадат со вас. Имаат очи полни со прелюбодејство и ненаситни се на грев, ги мамат неутврдените души, имаат срце привикнато на лакомство, тие се чеда на проклетството. Откако го оставија вистинскиот пат и се заблудија, тргна по стапките на восоровиот син Валам, кој засака плата за вршење неправда, но беше изобличен за своето беззаконие. Неразумното животно проговори со човечки глас и го запре безумството на пророкот. Тие се безводни извори, облаци, магли од бура разнесувани. За нив е резервиран мракот на темнината за секогаш. Зашто говорејќи празни зборови ги мамат на телесните похоти и нечистотијата оние кои туку што се отргнале од тие што живеат во заблуда. Им ветуваат слобода кога тие самите се робови на развратот. Зашто кога некој некого победува, тој го поробува. Зашто ако ги избегнале световните скверности преку познанието на Господ и Спасителот наш Исус Христос, и пак се плеткаат во нив и бидуваат победени, тогаш за такви последното ќе им биде полошо од првото. За нив би било подобро да не го беа познале патот на правдата откако го познаа, да отстапат од светата заповед која им е предадена. Ним им се случува според вистинската поговорка: песот се враќа на својата блујавица и искапената свиња во калта.